Миризбата од фармата, која се наоѓа помеѓу Чардакле и Балканска, секојдневно представува проблем за граѓаните кои живеат во населбата Балканска. Велат дека поради високите температури неподносливата миризба е се почеста, а со тоа се зголемува и појавата на инсекти. Фармата порано била затворена, но сега повторно отворена. Па може би има 3-4 месеца, секој отступи времето, повеќе има муви. И има смрдја, не е добро. Навечер мирише. Сега е многу топло времето, али малку дуне ветер донесува повеќе миризба. И не е добро. Тоа е повеќе време, јас многу не сум упознат, не сум од тука, ама близко сум. Тоа има повеќе време. Кога е, како е, што е, како е. Неам надлежен да кажувам кој е крив, кој е вино, кој не. Осеќи се секој, да. Таа миризба има, сега како е, дека што е, јас не можу да утврдам. Има разни варианти, сега кој чу, кој не чу, кој како е, дека е така ли. Треба екипа да помене, да видат кој како е, дека што е. Како не е, се е проблем, како не е. Наистина е проблем, тоа е поголем проблем. Кој има миризби, кој не е добро. Вела дека миризбата е со поголем интензитет во летниот период кога температурите се високи и неподнослива е за сите кои живеат таму. Посебно се осеќа во вечерните часови или кога дува ветер. Они порано работија тука таа фарма, беа призатвориле. Нешто сега слушаме дека па отварале како што таа е ситуацијата. Иначе за миризбата непријатно си е. Значи, кога не е баш добро, непријатно. Јас лично не. За други не знам. Сигурно некој има пошто се така тука поблиску до тоа. Тоа е више меѓу Чардаклија и Свиноговство или Балканска сега што викаме. Тие што се поблиску таму сигурно се реагирале некој, немам појма, не знам. Але секако представува, значи и за инсектите повеќе ги има поради смрѓава и било шо. Значи природата не е баш пријатно. Од општина Штип истакна дека пријава пристигнала и кај нив. Комуналниот инспектор при општината посочи дека во наредниот период екипи ќе излезат на терен и ќе проверат фактичката состојба со фармата на лице место.